Посебното основно училиште Климент Охридски во Ново село, каде се сместени се школуваат деца со попречености, е затворено бидејќи Центарот за јавно здравје од Струмица прогласи епидемија на заразна жолтица. Кај вкупно 11 деца и вработени е откриен вирусот хепатитис А и за да не се шири болеста, одлучено е училиштето да се затвори во наредните 15 дена, а децата да се пуштат дома. Доктор Силвана Петковска вели дека во март бил откриен првиот случај, но минатата недела заразната жолтица се јавила кај други штитеници во оваа установа. Сите изложени лица, зборувам и персоналот кој што работи таму, а има штитеници некаде околу 47 лица и плюс персонал, значи се работи за една група од околу 80 на изложени. За да не земе поголеми размери, а е во тенденција тоа да се случи, прогласивме епидемија, противепидемиски мерки, меѓу кои и она да се децата распуштат. Значи, училиштето ќе биде затворено најмалку еден инкубационен период, тоа значи 15 дена. Мислам, тоа е минималниот, да речам, период. Дел од пациентите, кај кого е откриена болеста на нечисти расе, се задржани на инфективното оделение во Струмица. Доктор Лилјана Манинска вели дека тие се наоѓаат во добра здравствена состојба. Се пожалиле на болки и мачнина во стомакот и намален апетит. На инфективно оделение Струмица вкупно има прегледано 11 пациенти со симптоми на акутен вирусен хепатитис А, од кои што на оделение се задржани 4 пациенти, останатите се на домашно лекување. 4 пациенти кои што се задржани и се лекуваат во моментот се во добра општа состојба, примаат соодветна терапија. Инаку се работи за деца, за вкупната бројка 11, се деца на возраст од 8 до 14 години. Здравствените работници ќе ја следат состојбата со децата и вработените од ова училиште во Ново село. Паралелно, издадени се мерки за зголемена дезинфекција на сите работни површини и инвентарот во училиштето. Тврда дека ситуацијата на терен не била толку алармантна.